Ставот 1 се менува и гласи. Сега е директна дискриминација постои кога со едно лице или со група се постапува, се постапувало или би се постапувало по неповолно во однос на друго лице или група во фактичка или можна споредлива или слична ситуација врз дискриминаторска основа. Нашиот предлог вели директна дискриминација постои кога поединец или група поради нивните лични својства во иста или слична ситуација со акт, дејствие или несторување се доведени или можат да бидат доведени во неповолна ситуација врз некој основ за дискриминација. Значи ве молам, само немојте да се повикувате како е во споредбеното меѓународно право, оти бидете сигурни дека подобро ја знам таа терминологија од вас, не заради умот, туку заради професијата. Афирмативна акција е терминологија која е општо прифатена. Ние велиме позитивна, ама афирмативна е. И намистина мислам дека може да речете не прифаќате и сега, ама да кажувате како е во споредбеното право е премногу. Може во споредбеното медицинско право да кажувате. Ама во меѓународното право за дискриминацијата, ве молам, немојте да употребувате такви изрази.